Невработеноста е еден од најгорливите проблеми во Република Македонија, која го разјадува нормалното функционирање на нашето семејство и општество. Македонија е најсиромашна земја во Европа, меѓу другото токму и поради продлабочувањето на проблемот со невработеноста. Безидејноста на владата на чело со Груевски и немањето на конкретни мерки за справување со овој проблем во изминативе 8 години беа причина прашањето со невработеноста да биде една од повеќето дамки во работењето на владеачката партија. За да не биде така, во очите на јавноста, власта посегна по бришење на голем дел граѓани од списокот на невработените, да презентира фиктивни вработувања и на тој начин да ја лаже јавноста за божемно намалување на процентот на невработеноста. Да беше така, немаше Македонија да се иселат преку 400.000 граѓани, главно млади и високо образовани кадри. Овој тренд мора да престане, велиме ние од СДСМ, и затоа во нашава програма ги нудиме следниве мерки за справување со невработеноста. Политиките за вработување ќе се базираат на два столба: забрзан економски развој и активни мерки за вработување. За таа цел, идната влада на СДСМ ќе ги преземе следниве мерки и активности. Во буџетот ќе го зголеми износот за активни мерки за вработување. Ќе ги поедностави процедурите за користење на овие средства. На крајот од четвртата година од мандатот, во буџетот ќе бидат издвоени 30 милиони евра за активни мерки за вработување во приватниот сектор. Агенцијата за вработување од формално биро за евидентирање на бришење на невработените ќе ја претвориме во вистински сервис за посредување при вработување. Ете затоа треба да ги направиме овие промени. Нов почеток за подобра Македонија.